Добра вечер, Кочани! Добра вечер, Македонијо! Добра вечер за ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија! Добра вечер за пратениците, за министрите, за советниците, за градоначалникот! Добра вечер за сите присутни! Добра вечер за тимот Македонија! Пред 5 години дојдов на исто ова место да ја барам вашата доверба. Доверба за да бидам председател на Република Македонија. Тогаш дојдов со своја програма. Сега дојдов со отчет да ви кажам дека се што беше во програмата се е исполнето. Се што беше кажано се е остварено и многу повеќе од тоа. Пред 5 години многу мина не ме познаваа. Ја им кажав, ќе ме препознаете по моите принципи. Ќе ме препознаете дека сум чесен, дека сум искрен и дека сум вреден. После 5 години повторно сум тука да ви кажам дека не сум се променил. Останав истиот каков што бев пред 5 години. Само косата ми побеле малку повеќе. Ме радува што граѓаните го препознаа тоа. Препознаа честност. Препознаа дека сум посветен на Македонија. Одговорно ја представував Македонија во светот како суверена држава со свој идентитет, со своја историја, со свое достоинство. Упорно работев на остварување на нашите стратегиски цели. Членството во Европската Унија и во НАТО. Ги негував и ги зацврстував постојните и создав нови партнерства за Македонија. Остварив повеќе од 450 средби со странски државници, со премиери, со министри. Отварав нови хоризонти за Република Македонија, за македонската економија, за земјоделието од Македонија. Но најмногу од се посветив на отварање на нови работни места. Каде и да одев, во која посета, на која било земја, организирав бизнис форуми. Со мене постојано носев стопанственици од Македонија. Се среќавав со потенцијални странски инвеститори. Во секоја пригода ги промовирав поволностите за инвестирање во Македонија. Заедно со владата покажавме како се работи тимски за Македонија. Покажавме како заедно со премиерот Груевски, со министрите, со сите луѓе од Македонија кои вие сте ни ја дале довербата, како сме посветени за Македонија. Како работиме за Македонија и резултатите се видливи. Во овие години, последниве години, во Македонија се отворени 120.000 работни места. Во време кога и Европа се уште се соочува со големата економска криза. Во такви услови до крајот на годината се предвидени уште 10.000 нови работни места. Затоа имаме чист образ и високо одигната глава, повторно да се појавиме кај вас, да бараме повторно доверба за нов мандат од вас. Почитувани присутни, почитувани граѓани на Македонија, од посветеноста кон Македонија видливи се и резултатите тука, во Кочани. Американската компанија Амфенол инвестира во Кочани до 2018 година ќе отвори 1500 нови работни места. Холандската компанија Антура веќе донесе одлука да инвестира во Кочани за да бидат вработени 300 луѓе. Австријската текстилна компанија Текспорт веќе отвори фабрика во Кочани. Но многумина од Кочани работат и во Johnson Controls, која продолжи со инвестициите. И во нивната втора фабрика ќе бидат отворени
нови 1450 работни места. Ова се конкретни резултати. Резултати на заедна политика, заедничка политика на сите институции во државата, кои создаваат поволна бизнис клима во Македонија. Целата енергија вложивме во создавање услови за нови работни места и во индустријата, но и во земјоделието. Во Кочани досега се исплатени 530 милиона денари субвенции. Ке продолжиме со инвестирањето во земјоделието, бидејќи сакаме Македонија да биде напредна земјоделска земја која извезува храна. Почитувани сограѓани, во секоја држава, во секој град, па и во Кочани, индустријата и земјоделството зависат од три нешта: работливи луѓе кои произведуваат, брзи и безбедни патишта за транспорт на производите и ефтина енергија за поголема исплативост на производството. Работни луѓе имаме и самиот потекнувам од земјоделски крај и знам што значи да се живее од свој труд, од обработка на земја. Со изградбата и реконструкцијата на патиштата се создаваат поволни услови за странските инвеститори. Ќе се обнови и ќе се прошири патот Штип-Кочани и магистралниот пат Кочани-Виница-Делчево. Останува третиот сегмент – ефтина енергија. И неа ја имаме. Уште во 2011 година, тука во Кочани, заедно со градоначалникот, со професорите, со амбасадорите, имавме конференција за геотермална енергија. Геотермалната енергија ќе биде главен двигател за економскиот развој на Кочани. Во градот веќе гледаме примери за тоа како домакински се користи геотермалната вода. Недалеку од Кочани се наоѓа геотермалното лежиште Подлог Бање. Од него се загреваат оранжери, училишта, јавни установи, спортска сала. Можности има уште повеќе. Ефтината енергија ќе биде и ефтино производство, конкурентност на нашите производи. Со геотермалните води во Македонија ќе се заштедуваат милиони евра за увоз на енергенси. Треба домакински да ја користиме енергијата. Ќе ги поддржувам сите проекти со кои се искористуваат потенцијалите на геотермалната енергија. Бев по многу светски метрополи, се среќав со многу светски државници, но не заборавив и за земјоделците од мојот крај, за студентите од Кочани, каде доаѓав им држав предавање. Не заборавив од каде потекнувам, не заборавив дека вие сте ме избрале и дека јас сум само вашиот глас. Затоа, почитувани граѓани, знаеме каде одиме, знаеме што сакаме. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создаваат нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Знаеме како тоа да го направиме. Затоа што сепак сме ние луѓе од збор. Затоа имаме и образ да дојдеме од вас да бараме повторно доверба. Доверба за Македонија. Доверба затоа што изборот е Македонија. Затоа што државата ни е пред се. Затоа што Македонија ни е пред се. Да живее Кочани, да живее Република Македонија!